Лицето што на 11 јули годинава ја нападна скопската градоначалничка Данила Арсовска, денеска во кривичниот суд беше осудено на 2 години затвор. Инцидентот се случил кога Арсовска била на терен со овластени службени лица по пријава за бесправна градба во општина Чаир. Според обвинението, нападачот пристигнал со електричен тротинет и ја нападнал градоначалничката физички и вербално, нанесувајќи и телесни повреди и упатувајќи сериозни закани. Во текот на судскиот процес обвинетиот тврдеше дека не е напаѓач, туку жртва на настанот и дека бил нападнат од Арсовска. Новите проекти што треба да ја збогатат населбата Хром, спортски центар, современ терен со вештачка трева, фитнес зона и детско игралиште, беа представени синоќа од Орце Ѓорѓиевски, кандидат за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН, кој заедно со сопартискиот кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров Александар Стојковски се сретна со жителите на оваа населба. Со големо задоволство ги слушнавме нивните идеи и предлози. Масовноста и искрената поддршка што ја добиваме на секоја средба ни дава дополнителна сила и мотив да продолжиме уште посилно со работа. Изјави Ѓорѓиевски. Проектот БРТ е единственото функционално и одржливо решение за решавање на деценискиот проблем со јавниот превоз во Скопје, се вели во соопштението од СДСМ. Кандидатката за градоначалник на Скопје од оваа партија Каја Шукова смета дека БРТ мора да се реализира. Прво, затоа што е брз и ефикасен систем. Второ, затоа што средствата се веќе обезбедени од Европската банка за обнова и развој. И трето, затоа што представува одржливо, еколошко и безбедно решение за транспорт во градот. Таа објасни дека првата фаза од БРТ линијата од Ѓорче Петров преку центар до Новолисиче и аеродром е целосно подготвена за реализација. БРТ е проект за брз автобуски транспорт на претходниот градоначалник Шилегов, што на изборите во 2021 година скопјани не го одобрија. Поголеми реформи во училиштата под градска надлежност најави кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица Амар Мециновиќ, кој во својата објава истакна дека ќе продолжи во насока на подобрување на условите за средношколците. Благодарение на Левица, денес средношколците од социјално ранливи категории имаат бесплатни екскурзии. Во училиштата се воведени сензорни соби за деца со попреченост, а надоместокот за образовните асистенти е зголемен од 9.000 на 18.000 денари, објави кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица Амар Мециновиќ. Од друга страна, како што нагласи тој, дел од иницијативите не биле поддржани од мнозинството во Советот, предводено од ВМРО ДПМН. Мециновиќ објасни дека меѓу нив се иницијативите за вработување на училишни чувари наместо користење на приватни обезбедителни фирми, бесплатни часови по странски јазици, спорт и информатика, забрана за отворање угостителски објекти во училишни дворови, како и транспарентна супервизија на тендерите за ученички екскурзии. Од октомври, како што најави кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски, ќе започне темелен процес за правилен третман на отпадот, целосно чистење и уредување на просторот на Вардариште. На местото на депонијата ќе биде изграден еден од најголемите паркови во Скопје со површина од 300.000 квадратни метри, кој ќе представува нова зелена оаза и бели дробови на градот. Истакна Ѓорѓиевски. Од друга страна пак неговата против кандидатка од СДСМ изјави дека или Ѓорѓиевски свесно манипулира или воопшто не знае што зборува. Шукова објасни дека во Вардариште има над 2 милиони кубни метри отпад, одлаган без никаква подлога и е локација со висок ризик по здравјето и животната средина. Уште во 2017 година со поддршка од Европската Унија е изработена детална техничка документација со која јасно се предвидува Вардариште треба да биде локација за современа претоварна станица за отпад. Тоа е единствениот стручен и легитимен план и јас стојам зад тој план, изјави Шукова. Изградба на спортски центар на Кале, нови детски игралишта, катчиња за пензионери и проширување на зелените површини се главните проекти што ги најави кандидатот за градоначалник на центарот СДСМ Горан Герасимовски при средбите со жителите на населбите Кале, Ибни Пајко и Старата Скопска чаршија. Тој вети дека општината ќе вложи и во заживување на спортскиот дух во овој дел на градот, како и дека ќе покрене иницијатива за обнова на запуштената куќа музеј на Есма Реџепова.
Умеир Мухамеди и Јана Белчева ќе бидат коносители на советничката листа Независни заедно за град Скопје на предстојните локални избори. Од независната платформа најавија иновативен и компетентен тим составен од универзитетски професори, инженери, лекари, правници и активисти со искуство во граѓанскиот сектор. Мухамеди оцени дека нивната листа ќе биде најкреативна и најквалитетна во трката, а преку кампањата ќе понудат конкретни решенија и свеж пристап за подобрување на функционирањето на градот. Со намера да запалат маркет во населбата Скопје Север, синоќа 3 маскирани лица фрлиле шишиња со запаллива течност. Причината е материјална штета, а нема повредени лица. Инцидентот е снимен од безбедносните камери, а полицијата, како што соопштија оттаму, работи на идентификација на сторителите и расчистување на случајот. Истражна постапка против 19-годишен жител на Гевгелија поведе Скопското јавно обвинителство за поседување на марихуана спакувана во 100 зипер кесички наменети за продажба. Осомничениот бил фатен од полицијата во близина на детска градинка во Скопје. Тој се обидел да избега и да ја фрли другата, но бил совладан од полицијата. Поради опасност од бегство и повторување на делото, обвинителството побара одредување на мерка притвор. За прв пат скопската публика ќе има можност да го слушне No Borders Оркестра, ансамбл во кој свират најдобрите професионални музичари од поранешна Југославија. Концертот ќе се одржи на 5 септември во камерната сала на Македонската филхармонија, а на програмата ќе бидат дела напишани за гудачки оркестар. Изложба посветена на истакнатиот македонски архитект Живко Поповски под наслов Живот посветен на архитектурата ќе биде отворена утре во Музеот на современата уметност во Скопје. Оваа прва ретроспективна сеопфатна поставка на неговото творештво е резултат на долгогодишно истражување на професорките Анета Христова Поповска и Мери Батакоја и вклучува богат избор на оригинални проекти, цртежи, фотографии и видеа од приватната архива на Поповски, нудејќи уникатен увид во неговото архитектурно наследство. Малопродажните цени на евродизелот денеска се зголемени за 0,50 денари по литар. Цените на бензините не се менуваат. Евродизел БС сега се продава за 68,50 денари за литар.